Јас би сакал да размислувам уште еднаш, гласно да размислувам, кога од катедра, на темата за верата. Најубавата лекција што Господ ми ја одржа изминатава година беше верата, испитот на верата. И затоа во мај месец одржав 3 проповеди по насловени како Христовата вера, прв, втори, трети дел. Но не беше тоа доволно. Како што 24-та година разбрав на своја кожа колку е голема разликата помеѓу верата од една страна и вероисповедта од друга страна. Значи, може да знаеш и многу теологија, да држиш предавање на други, да исповедаш вистински доктрини, точни и така натаму, а пак да бидеш маловерен, или да ти фали вера, особено во критичен момент, во некое искушение, на некој испит. Зошто? Затоа што тоа се различни работи. Верата не е исто што и вероисповед. Проучувајќи за светилиштето, на крајот завршивме со 10-та глава, а после 10-та глава предстои големата глава на верата, 11-та во посланието до евреите. Но сега не почнувам со 11-та глава од евреите, туку конкретно за вечерва сакам да на некој начин да ја завршам 10-та глава со некои зборови што не ги прочитавме порано, бидејќи во посланието до евреите 10-та глава застанав тука кај 29-тиот стих, кога зборував последен пат за најстрашниот грев, а потоа до крајот на главата има уште 9-10 стиха, од 30 до 39. Зашто ние го знаеме оној што рекол, од маздата е моја, јас ќе платам, вели Господ, и пак Господ ќе му суди на својот народ, па страшно е да се падне во рацете на живиот Бог, сето тоа е во контекст на тие претходните зборови за најстрашниот грев. И сега, оно што нас вечер ќе ни биде тема е 32 до 39 последните стихови од 10-та глава. Каков практичен совет ни упатува тука апостол Павле. Забележете го 32 стих. Подсетувајте се на вашите поранешни денови. Што значи ова? Подсетувајте се на минатото. Јас тука имам голем арсенал на спомени. Особено од кое минато, вели. Подсетувајте се на вашите поранешни денови, кога откако се просветивте, на што мисли тука? На почетокот на нашето верско искуство, нашето крштевање, нашето прво поучување во основните вистини на Светото писмо, на Евангелието. Откако се просветивте, поднесовте голема борба во страдањата. Сум имали вакви искуства. Сте имале прогонство, некакво прогонство заради верата во вашиот живот. Сега не сте имали сите како јас, например, прогонство од татко ми на времето, или но да речеме сте имали заради верата проблеми на работа, со предпоставен, со шефови, со воени старешини, со какви све други примери. Други роднини, брачни другари, неверни,
Пастори, со неверни пастори. Да, Борче имали такви искуства. Да. Добро. Да, и тоа било реален проблем, затоа што првите христијани кои што биле евреи по народност, тие од кого биле прво гонети? Од своите браќа, сестри, значи од еврејските старешини, од рабините, од левитите, од Синедрионот, истите оние кои што го гонеле и Христа. Па затоа Исус им рекол, што мене ме гонеле, и вас ке ве гонат. Што мене ме намразиле, и вас ке ве мразат. Не може слугата да е поголем од својот господар. Зошто да се подсетуваме на деновите кога сме доживеале некакво прогонство или некакви страдања заради верата? Дали е пријатно да поминувате низ прогонство или низ страдања? Дали е тоа пријатно нешто? Зошто, например, апостолот не вели подсетувајте се на старите добри времиња, на убавите ден, кога убаво се живеело? Како што мнозина би рекле, што убаво живеевме во Југославија, леле, што убави денови беа тие, леле, како... Абе, денот од сабајле до вечер не поминуваше денот од вај. Бавно поминуваа деновите. Имаше многу време и за работа, но и за играње, и за ова, и за она. Ти сега немаш време. Од сабајле до вечер, фити, отиде денот. Па какви беа тогаш друштвото, пријателите, како беше се некако по-нормално, како е сега ненормално, какви се сега никакви меѓучовечките односи, па дури и брачни односи и така натаму. Но апостолот не ни вели тоа, сеќавајте се на некои убави времиња, кога ви било убаво. Не го вели тоа, туку вели што? Сеќавајте се на времењата кога трпевте прогонство или страдања, значи кога ви било тешко. А зошто? Што е толку корисно да се подсетуваме на тие времења, на такви моменти, на такви ситуации? Зошто е тоа корисно? На такво минато да се подсетуваме. 33 стих. Било затоа што бевте изложени на срам и маки, било затоа што станавте соучесници на оние кои исто така страдаа. Зашто и на оковите мои се сожаливте и со радост дозволивте вашиот имот да се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. Го веруваме ли ова? Значи, вашиот стан, вашата куќа, може би цел живот, ако сте поминале во неја, од дете до денес, колку и да сте врзани за тој имот, колку и да не ви се остава тој имот, еден ден сакале некеле ќе мора да го оставите. Зошто? Затоа што тоа не е траен имот. На некое друго место имаме траен имот. И заради тоа и заради други предности, многу подобар. И така, 35 стих, не напуштајте ја вашата слобода, таа ви носи голема награда. Слободата што е резултат на верата. Инаку не постои слобода. Без Христа не постои слобода. Најнапред ви е потребно трпение, па откако ќе исполните волјата Божија,
да го добиете ветеното. Зашто уште малку, сосем малку и оној што иде ќе дојде и нема да задоцни. Од каде ги цитираат тука овие зборови? Ова се старозаветни зборови. Се сеќавате на пророкот Авакум. И потоа, исто така од Авакум, а праведниот преку верата ќе биде жив. Јас пак не се радувам за ниеден кој отстапува. И последниот стих од 10 глава, 39-тиот. Ние пак не сме од оние што отстапуваат и гинат, туку од оние кои веруваат и се спасуваат. Кои се оние што отстапуваат и гинат? Оние што се откажуваат од верата. Познаваме такви луѓе. Познаваме. Сега, јас познам некои кои што отстапиле од верата, но се уште не загинале. И се молам за нивно враќање. Враќање кај Бога, кај Христа, тоа е битното. А дали баш кај нас, тука на овие клупи ќе се вратат, тоа е помалку битно. На некој начин, сега разбирате зашто целата наредна 11 глава зборува за верата. Значи, мислата за верата, темата за верата, во посланието до евреите, апостолот ја започнува од тука, од завршетокот на 10 глава. Последните 10 стиха од 10 глава. Значи, откако кажал се што кажал во врска со светилиштето, со помирувањето, Христовата крв која единствено очистува, и тоа очистува еднаш за секогаш. И потоа зборува за најстрашниот греф, да се погази таа крв, да се похоли на Духот Свети, Духот на благодат. Потоа ја завршува главата, ја завршува целата оваа лекција со порака за верата. Како да ја држиме и до крај да ја одржиме верата. Верата подразбира и трпение, да се пострада за неа. Верата подразбира и маки, и прогонства, и страдања. И срам некаде. Дури и загуба на земскиот имот. И зошто да се сеќаваме на деновите кога трпевме и неволи, и страдања, и прогонство? Зошто? Што има убаво во тоа? Зошто да се подсетуваме на тие денови? Затоа што таму од тие спомени ќе исцрпиме сила. Тие спомени ќе не охрабрат. Тогаш бевме верни, тогаш издржавме, тогаш имавме силна љубов кон Господа, кон Словото Негово. Тогаш и зошто да не бидам сега? Тогаш бев силен, затоа што бев верен. Зошто да не бидам сега? Сега да бидам слаб и разочаран, затоа што сум маловерен. Тогаш кога ни било тешко, но сепак блажено заради верата. Заради Духот Свети, заради Христовото присуство во мојот живот. Од тие спомени, секој од своето лично минато, може да црпиме сила.
Од тие спомени може да црпиме храброст. Кога било подобро? Пример, брат Зоран, кога е подобро? Сега кога си пензионер? Или кога на времето си изгубил работа заради сабота? Во младоста. Сега си мирен, така. Те гони некој. Те тера некој во сабота на работа. Меѓутоа, што е убавото од тогаш? Искуството на верата. И сега, откако не повикал да црпиме сила, духовна сила, од минатите спомените од минатото, особено од правата љубов, од почетокот на нашата вера, и секако да сака уште повеќе да не охрабри апостолот, значи секевајте се на тие денови, црпете сила од вашите минати искуства, од вашето минато, и се заради тоа, како да сака уште повеќе да не охрабри, целата наредна глава зборува за историските искуства на Божите јунаци на верата, Божите херои на верата. Значи, не само од нашите лични искуства во минатото, сега може уште повеќе да се охрабриме и од искуствата на Божите херои на верата од многу подалечното минато, од векови и дури илјадници години наназад. Сега брат Борче нас ни послужи своевремено со цела серија од животот на еден старозаветен патриарх, Јаков, Израел, и видовме со што тој се соочил. Но јас сакам ако даде Господ живот и здравие, почнувајќи од следната сабота, кога во Грегоријанскиот календар ќе биде 11. Да започнеме со 11-та глава од посланието до евреите. Иако се тоа примери што сме ги проучувале, сме зборувале, сме читале многу за нив, сепак ќе сакам во сите овие примери што тука ги наведува апостолот од старозаветното минато, прецизирано да утврдиме што било вера. Што било вера во животот на овие херои на верата. И од тога да извлечеме практична поука за нас денес. Бидејќи 11-та глава е главата за верата. Но што било верата? Што конкретно било покажана вера? И зошто? И верувам ќе научиме нови работи. Нема да... Дори ќе се трудам да не джвакаме нешто што е веќе познато и кажано одамна, многу пати. Но да откриеме некои нови работи, а конкретно одговарајќи на прашањето што било конкретно вера, конкретно што било вера во нивното животно искуство и каде се видела верата во нивното животно искуство. Еве, например, историјата почнува со Авел како прв пример во 11-та глава. И што било вера во случајот на Авела? Како Авел покажал вера, а како Каин, спротивно на него, брат му покажал невера или недостиг на вера. Што било верата? Што било кај едниот, што било неверата или недостигот на вера кај другиот. Да размислуваме за ова.
И да не заборавиме дека живееме во тешки времиња, последни денови, кога се повеќе и повеќе праведникот само преку верата ќе биде жив. Никако поинаку. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.